Да, за кратко да ги објасним некои работи, не заради ништо друго, туку пред се заради македонската јавност и заради целокупното лицемерие со кое сите заедно сме и прекриени и покриени пред се од лицемерието и однесувањето на политичките представници. Зошто? Да не идам многу околу, ќе ги потстам сите овдека политички представници дека нашата држава беше таа која го прекрши меѓународното право. Нашата држава беше таа која ја прекрши повелбата на Обединетите нации. Нашата држава беше таа која ја прекрши Хелсиншката декларација за неповредивоста на границите. Така да, од морален аспект, би требало барем малку да се биде посмирен, повоздржан и да се внимава што се зборува. Затоа што никогаш тоа ќе добиете одговор. Затоа што никогаш тоа не се заборава. Джабе ќе етикетирате него кој е за или против или ќе измислувате разни приказни. Фактите се тие какви што се и не може никој да ги промени. Покушајќи да докажете нешто што не е така и обвинувајќи некој друг дека не поддржува нешто, ништо не правите затоа што самите сте навлезени во тоа лицемерие кое тече веќе повеќе години во нашата држава. Обвинувајќи некој друг дека е против, во суштина му помагате, односно помагате да ви каже некои работи кои претходно избегнувал да ги каже. Џабе ќе обвинувате дека некој е против територијален интегритет на друга држава. Јас сум тука, јас сум длабоко за тоа да се почитува територијален интегритет и суверенитет на државите и да се почитува меѓународното право. Зошто? Затоа што тоа е единствениот спас за помалите држави и единствено нешто на кој може да се подпрат во пресметката на големите. Ние не сме во ситуација да се однесуваме како пијан гостин во кафејана, каде што другар, брат му или било кој некој сериозен баджа, па на основа на него он да прави русе во кафејаната. Ние мораме да бидеме многу внимателни и да водиме сериозна и промислена државна политика. Водејќи сметка нормално за она што се меѓународни обврски и што се на некој начин работи кои произлегуваат од членувањето во НАТО. Меѓутоа, баш заради тоа што сме направиле серија грешки, баш заради тоа што сме лицемери од почеток до крај, имаме обврска да внимаваме. И да внимаваме кои аргументи ќе употребуваме. Така да аргументите изнесени во првата декларација која ја добивме, мислам, не се срамни. Туку се у најмала рака, мислам, да не употребам некој лош збор, не навивачки, туку дури мислам дека се оние од загрозени навивачи. Сакајќи да се додворат на некој, напиша декларација која што, да извините, ни куче со мас не ве извел. И затоа денеска добивме променета декларација. Изволете, кажете овде како имате нешто, значи кој би кажал јас на вас нешто? Навредив некој? Се извинувам? Ајде, вимо. Повелете тука па докажете дека не е така. Повелете тука и докажете дека не е така. Председателе, воспоставите ред во салата. Сега да се вратам на она што сака да ви пренесам, ќе дискутирам на собраниската седница и ќе ги изнесам некои работи. Меѓутоа, сметам дека одговорна државна политика покрај почитувањето на меѓународните обврски предпоставува и нешто друго. А тоа е ниту еден човек, ниту една политика никогаш не тргнува тоа со две нозе да ја проверува длабочината на водата. Туку знаете од искуство дека кога ќе сакате да влезете во вода, прво ставите една нога да видите колку е длабоко, па дури тогаш навлегувате со втората нога. Ние некако ми се чини дека грлом у јагоде влегуваме со двете нози, не знаеме ни колку е длабоко, ништо не знаеме. Заради тоа што секогаш судбината на малите народи се прекршува преку пресметката на големите. А ние сме тука, без оглед на тоа колку ви изгледа дека сме важни или немам појма што, е многу мал дел од една приказна и затоа е потребна многу голема внимателност. И она што би на крај да би сакал да кажам, дека со сето ова што се случува, морате да бидете свесни, или сите и државата мора да биде свесна, дека моделот во кој обстојуваше
светот веќе не постои, дека работите се отидени надвор од контрола и дека сето тоа може да предизвика може сериозни последици и дека државите повеќе не можат да се подпрат толку некаква си замислена приказна, туку мора да се да се подпрат на оно што се нарекува изворна приказна, односно сами да се погрижиме за се што се случува, затоа што на крајот на краиштата кризата нема да во нашата држава, која ќе биде предизвикана од сето ова што се случува во сударот помеѓу Русија и Украина, ние ќе мораме да ја сносиме и ние ќе мораме да ја менаџираме. И од тој аспект се бара. А не изјави од министерката за внатрешни работи која веднаш тргна да ратува. И довојува се извинувам. Така да тој аспект впечатокот кој се остави во јавноста беше дека безрезервно тргуваме некаде, а сами не знаеме как идеме. Така да тој аспект ќе ве замолам, значи да се внимава. Кризата која се случи предизвика сериозни последици кои се одразуваат на спорт, култура. Не зборам за економијата, се денеска прочитав некаде и се однесува и на мачките. Ако тоа не е некаква хистерија, не знам што би друго било хистерија. Значи мора да се внимава што се случува, затоа што тоа многу лесно излегува од контрола, загрозува човечки животи и дополнително ги влошува односите и помеѓу луѓето и помеѓу државите. И последна работа. Сето ова што се случува на меѓународен план би сакал да објаснам од каде тргнувам, за да можете да разберете што сакам да ви кажам. Би го дефинирал како конструктивна деструкција. Што подразбирам под конструктивна деструкција? Тоа е Соединетите Американски држави како глобален играч во последните 30 години ја управуваат меѓународната заедница и се трудат и меѓународното право и сето оно што се случува во светот да го форматираат спрема нивните потреби, односно спрема потребите на нивните економски интереси. И таа деструктивна конструктивност, која е контрадиција и на објектот само по себе, да не ви кажам за колку бројни препрекшувања на меѓународното право, согласно таквите политики, не доведе и до ваквата ситуација. И ќе го цитирам тука Путин, кој кажа дека Русија се чувствува дека смртно е загрозена и на крајот се впушта во таа деструктивна конструктивност, ги скрши правилата кои важат, кои претходно некој 100 пати ги скршил и навлегуваме во состојба која нуди неизвестност. И таа неизвестност е може сериозна. И немој никој да помислил дека ова е некаква играчка за мали деца, поготово во смисла што се споменува и нуклеарно оружје, затоа што нашето воспитување или приемањето на граѓаните на политиката обично оди во смисла политиката е најстрзаниот, значи сите се занимаваат со неа, да не кажам што работат, и на крајот до овие макроата, во овој случај големите сили, ќе се договорат помеѓу себе, ќе ги распределат оние така наречени нудители на услуги и работата ќе се реши. Мислам дека тоа е едно мощно наивно сваќање, затоа што сударот на големите сили е предизвикан пред се од нивните економски интереси, од кои што зависи нивното постоење. Тука мислам и на интересите на западниот свет, Соединените Американски држави, Европската унија, тука мислам и на интересите Русија, која исто така ги чува сопствените економски, политички и сите други интереси. Ова е сериозна работа и таквите сериозни работи бараат секогаш одговорно и сериозно однесување. Благодарам.